Пред околу 10 дена на Канал 5 емитувавме репортажата за состојбата во Скопје со ѓубрето, со фокус на центарот на градот. Највеќе реакција имаше за центарот, односно кеот. Имаше некакви најави дека нешто тука почна да се чисти, на Facebook пуштија од Скопје таква реклама, меѓутоа денеска враќајќи се од работа поминав од кеот и тоа што го видов е навистина разочарувачки, дојдов дома само ја земав камерата и ова морам да ви го покажам. Погледнете го ова. Објектот пред нас е Македонскиот народен театар, а ова е кеот на Вардар во спротива. Ова е во срцето на градот. Меѓутоа тоа што се случува овдека не е само еколошка катастрофа, ова е еден таков национален срам што јас уште не можам да разберам. Ова е просто неверојатно. Позади ова нешто што го викаат Галија се наоѓа камениот мост, а тамо тоа што ќе ви го покажам сега е уште по катастрофално. Одиме до камениот мост. Погледнете ја сега оваа нереална слика. Камени мост пред нас, археолошкиот музеј, музеот на македонската борба, поцентрално не може да биде, меѓутоа видете го кеот во што е претворен. Ова има огромни наноси на кал, до нив ѓубре, меѓутоа не во мали количини ѓубре, туку буквално цели депонии. Овие ги снимавме и пред околу 2 недели. Меѓутоа тука не само ништо што не е пипнато, тука е оставено. Значи ова имам впечаток дека некој намерно ни го прави, бидејќи тие во град Скопје што треба да се погрижат ова, знам дека ја гледале репортажата која што снимавме. Ги знам и коментарите. Меѓутоа ништо да не превземе, што е просто неверојатно. Ова се скалите на кои што во ваква убава пријатна августовска вечер во Скопје секогаш сме седеле и сме поменувале многу моменти. Сега можете да видите колку е тука се Балкано. Мирисот не можам да ви го доловам, меѓутоа може да претпоставите на што мириса. Еве тука право има некои странски туристи кои што седат во ѓубриња тука. Ќе одиме од другата страна, тамо е уште по лоша ситуацијата. Сега да ни ја покажам, меѓутоа тука само некој што си врши нужда лабаво на камениот мост. Иначе се работи за објект заштитен со закон, споменик на културата. Ова е практично неубавиот мост што го имаме ние во државата, за тој заштитен со закон. Меѓутоа како се дозволува да биде во ваква состојба, тоа е просто неверојатно. Како немаме чувство за припадност дека ова е наш мост, дека ова е наше културно наследство, ова е нашиот символ на градот и вака да се остава да пропаѓа и да ни се смеат сите што ќе дојдат буквално. Тоа е една такво понижување неверојатно. Ова што гледате се и туристи во ека на туристичката сезона. Меѓутоа тоа што ќе го принесат како слика од Скопје ќе биде општ блам за нас. Македонија 2025 година. Иначе, еве и спомен плочата за водачот на големото народно востание од 17 век за Карпош. Се срамам. И тука е голем број на туристи. Да видите само што гледаат. На Google кога ќе напишете Скопје, можеби нешто прво што ви излегува е секако камениот мост. Меѓутоа сликата во реалност е ова, споменикот на Свети Кирил и Методи. До него залепен тој јавно WC на 3,5 метри од него. Еве го сега ова. Со добите. Јавен тоалет. Историскиот камени мост. Погледнете. Значи 3 години ја снимам локацијата, али волку лошо не било никогаш. Просто неверојатно. Ова никош беше како некако пијано со цвеќиње од озгора.
одман до Камени мост, еве како див паркинг се користи лававо. Никој не почитува ништо кога гледам дека самите не се почитуваме. Ево музеот на македонската борба, а еве што има до него. Ова е современиот наш идентитет, за жал. Како може сите да молчиме за ова, тоа е, не можам да разберам, али може би до мене е проблемот, не знам. Од друга перспектива, Камениот мост е ишаран со графити и од оваа перспектива може да видите колку е обраснат самиот мост. Практично се наоѓаме пред, тоест позади музеот на македонската борба, ќе одиме до театарот и тама да ви покажам. Меѓутоа тоа што го зборувам практично цело време и што луѓе дури ми замеруваат е тоа дека додека не си ги средиме овие основни работи, значи ѓубрето и фекалиите од центарот, од најцентралниот дел на градот, апсолутно не треба ни да кажам и да бараме почит од било кој, бидејќи не може да се бара почит ако сам себе не се почитуваме. Ние со ова како држава, како нација покажуваме дека апсолутно немаме никаква почит спрема самите себе. Нашето достоинство каде се изгубило меѓувреме, има многу причини. Пресеке политичарите изминативе 30 години кои што градеа систем чиј производ е ова сега тука што го гледаме, меѓутоа мораме нешто да промениме, инаку тие што велат дека не заслужуваме да имаме држава со вакво однесување, ќе испадне дека се во право, за жал. Јас секако не мислам така, мислам дека ние како народ сме истрпеле и многу окупации, неправди и се живо и диво и секогаш сме си останале тоа што сме, меѓутоа оваа борба со самите себе ќе ни биде најтешка и ќе мора да ја добиеме, инаку не ни се пишува убаво. И за Камениот, за МН-та многу пати снимавме, само да ви покажам како изгледа оградата. Погледнете. Македонскиот народен театар. Ова е оградата. Ние не сме богата држава да направиме, не знам, тама нуклеарна централа или не знам што, али за ова не треба многу пари, за ова треба само малце интерес. Меѓутоа, очигледно не смета да е вака уште некоја година, ние да ќе се занимаваме со други работи. Генерално тоа е тоа, морав ова да го направам покрај тоа што немам ваква пракса влогови да снимам. Меѓутоа, мислам дека мора сите да направиме поголем притисок кои работи да се променат, инаку ќе предложиме да си живееме и да пропаѓаме вака. Океј. Фала ви на сите што ги испративте сите мејлови и пораки изминатиот период со поддршка. Некој ми прати и видеи, локации за следни репортажи, меѓутоа треба сите масовно да правиме притисок ова да станат главните теми, бидејќи кога ќе станат ова главните теми во сите медиуми, промените ќе можеме да ги видиме на терен, бидејќи фокусот ќе отиде во вистински правец од тоа што е наше македонско, како да се грижиме за него. Ако не, ќе се занимаваме со други работи меѓувреме. За жал. Здраво на сите. Изминативе 2-3 години на Канал 5 направивме повеќе репортажи не само за ѓубрето кој што го покажуваме цело време, туку и во каква лоша состојба се сите оние објекти кои што се многу важни за државата, оние што имаат национален интерес, оние објекти што треба да символизираат државата. Тука мислам за министерства, собрание, влада, факултети, библиотеки, така натаму, институти. Сакам во неколку минути да ви покажам каква е за жал ситуацијата кај нас и со ѓубрето и со општиот распад на дел од овие институции. Моментално се наоѓаме пред Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во центарот на Скопје. Практично е нашата најголема, ако не се лажам, библиотека. Меѓутоа, тоа што се случува пред неа, поготово делов што е за дигитализација, што практично е најнов дел, е најблаго речено поразително. Вака изгледат скалите. Ова е човечки измет за тие што имаат дилеми. Комплетно се е образната со трева. Библиотеката, дворот. Највисока научна установа. Погледнете. Ако се некој ова нормално, овој споменик тука е споменик за сите оние кои што настрадаа во Скопскиот земјотрес. Погледнете ја почита која што ја даваме. Овој споменик кој што е ишкртан е од
револуционерот Пере Тошев. Позади него човечки измет. Овој голем херој покажа како македонецот посланик треба да умре за слободата на својата татковина. Еве го нашата фала кон него. Тоа е тоа нашата генерација што го дава. Сега ќе го однесам преку улица да видите еден друг споменик и каква е состојбата на тој споменик за разлика од овој. Од оваа страна Пере Тошев, снимен го видовте, многу ме жалува што ќе го кажам со измет посипан. Меѓутоа, од другата страна го имате ова. Споменик на Хасан Приштина. Еве го споменикот. Околината нема тука измет. Тука има цвеќиња, зелени, негувани, со зимзелена жива ограда и од оваа страна навечер е осветлени, ги гледате рефлекторчињата. Ево. И многу ми е жалува што ќе го кажам, меѓутоа мислам дека треба малце да почнеме и да учиме. Како може да сме разнодушни и толку да не се го почитуваме своето во сопствена држава, овај кој сме биле ни под окупација, вака не сме се однесувале за своите работи. Просто срамно. Објектот позади мене сите го препознавате. Меѓутоа, како државна телевизија, како објект што треба да биде најсреден во државата, еве му во дворот. Македонската, култната македонска радиотелевизија, националната гордост. Додиме и до факултетите. Науким практично нема празен контейнер, сите се преполни со ѓубре. Внатре сме во кампусот на факултетот, а во еден од контейнерите фрлено или закачено и знамето на универзитетот. Која символика? Секој универзитет си има своја спортска сала, да ја видиме како изгледа таа на нашиот најголем универзитет во центарот на Скопје. Брадата искршена. Тука стакла е се. Погледнете. Ова луѓе е платено се со наши пари. Ова изгледа ко Чернобил. Серијни, ако сте ги гледале, е така изгледа во 30 и кусур години независна Македонија. И ова вака се стои со години. Ова е државен имот. Ова е нашиот најголем универзитет за кој што жалиме зашто испаднал од сите можни листи шангајски. Ова е просто неверојатно. Како можат надлежните со ова мирно да се живеат, тоа е просто неверојатно. Оди ме на следна локација. Дојдов од другата страна на зградата на УКИМ и за ова ми реагира и повеќе професори тука што предаваат и се ќе ви кажам зошто. Затоа што место најсреден дел од градот ова да биде, каде што се образува нашата младина, каде што се гради оној дел од нацијата кој што ќе треба да повлече напред, што учи во вакви услови и што е опкружен со диви депонии. Еве го факултетот. Видете што има тука. Кауч, табуретки, ѓубре си фрлал, дупнат базен, плочки, просто неверојатна гледка на непосредна близина на највисоката образовна установа во државата. Ова е просто неверојатно. Значи депонијава е огромна и тука очигледно бидејќи обрасна со треви си постои веќе долго време. Погледнете, ова е практично во центар на градот. Граница на општина Центар и општина Чаир. Стварно ќе биде долга и тешка борбата со самите себе. Кажав дека ќе мора да ја добиеме, да биде ова почеток на нешто поголемо што заеднички ќе го направиме. Имаше многу реакции зошто сега да го снимаш само центарот на градот, бидејќи од тука се почнува. Не знам, и индијанците кога правеле село, поглаварот, цртичка еднакво владата или собранието, секојаш биле најголеми објекти, тука било најсредено.
Така треба да биде во секој град. Каде да отидете, центарот на градот, државните институции се тие најуредените, бидејќи тие отсликуваат државата практично. Ако тие се во катастрофална состојба, што остана за понатаму? Школски пример за тоа е секако Македонија, бидејќи тотално ни е распаднат центарот на градот. Ужасно ни изгледаат државните институции со ретки исклучоци. Значи така ќе биде и се останато. А тоа е практично што изминативе години заборавивме вистински да си ја сакаме државата, заборавивме што значи тоа љубов кон државата. Значи не е љубов не ја секој се 3 минути да се колнам во Македонија. Значи љубов кон државата е да се грижам за тоа што е наше и заедничко. Тоа е тоа најголемиот проблем што не знаеме да се грижиме за нашето. Ја целиот имот што го посетувам дома во станот, столчиња, маса, едно друго, тоа е лично мое. Меѓутоа кога ќе излезам во дворот, кога ќе излезам на улица, тоа е сето наше. А со тоа е и мое. А ние тога не го сваќаме. Тоа не е во нашата психологија. Не знам како да ви кажам, од кога сме биле уште од мали, мајките чаршафите од кај што сме ручали ги треселе од прозор. Тоа и ние сме го правеле. Значи тоа не е во кодот. Зошто го тресеме? Заради тоа што тоа надвор веќе не е мое. И тоа ни е во чипот во главата и додека тој не го промениме, нема ништо да направиме. А кога тоа стварно ќе го промениме, тогаш ќе почнеме вистински да разбираме зашто е корупцијата лоша, зашто тие што прават криминал во оваа држава се предавници, треба да одговарат како предавници на нашиот македонски народ. А за тоа да ни се случи, ќе треба првен да се исчистиме. Тоа е основното. Не знам како да ви објаснам колку е тоа важно, како некое дете кое што сакаме да го пратиме да свири виолина со другите европски музичари и викаме бе нашето дете добро, не е толку лошо, знае да свири и ни го враќат и ни викат истуширајте си го првен детето пошто ви смрди. Моментално срцето на државата, центарот на градот и се околу смрди. И нема поблаг, и се извинувам вака што го кажам, нема поблаг збор како тоа да се каже. И додека тоа не го промениме, не можеме ништо друго да бараме. Тоа е нултата точка од каде што треба да почнеме. Тоа е производ на еден општ регрес што ги имаме последниве 30-40 години, на еден антисистем кој полека не јаде и уште еднаш ќе повторам, или ќе го победиме тој антисистем или тој ќе не победи нас, секој колку што може во својата бранша, секој на своето работно место. Да почнеме чипо да го менуваме. Фала ви, се гледаме. Во Скопје многу пати снимивме како не треба да се грижиме за своето, како не треба да изгледа главен град на сериозна држава, меѓутоа можеби е сега вистинско време да направиме едно видео како треба. Можеби не постои подобро место од тоа, од Љубљана, од Словенија. Словенците изминативе години од нивната независност во 90-тите години да се покажаа многу добро како треба да се грижи за своето и како се сака својата држава и заради тоа се на тоа ниво. Во неколку минути ќе направиме една проста обиколка на нивните назначени објекти и оние објекти кои што ги снимивме во Скопје изминативе месеци, да видиме една споредба чисто како изгледаат тие во Словенија, држава со околу 2 милиони жители, исто како Македонија. Почнуваме од центарот на градот. Ова пред нас е Тромостовје, односно нивниот најголем мост, да речеме како кај нас што е камени мост, ова е нивниот најзначаен објект. За разлика од камени мост, кој што е претворено јавно WC, тука хигиената е на највисоко можно ниво. Може да видите самото корито на реката е добро регулирано, чисто, уредно. Значи тие слики што ги гледаме во Скопје, со цели диви депони, тука се просто незамисливи. Една убава, чиста река, одржувана, со кеј одржуван. Тие слики што ги гледаме кај нас, ќе речеш две европски земји, меѓутоа како на два различни континента да живееме, а не дека сме биле пред 30 кусур години, пред 40 години во една иста држава. Одиме на другите локации да ви ги покажам најзначајните државни објекти и како тие практично треба да изгледаат, школски. Исто како во Скопје, каде што парламентот се наоѓа непосредно до центарот на градот, до главниот плоштад, така е и во Љубљана. По улицата Чопова, една од подобрите пешачки патеки, се стигнува до овдешното собрание. Ќе ви покажам како изгледа тоа. И уште поважно, што има околу. На главната пешачка патека, овие што ги гледате како букви, практично е текстот на словенечката химна. После неколку минути стигнуваме во близина на словенечкиот парламент. Сега замислете дека се наоѓаме негде измеѓу домот на РМ во Скопје и помеѓу парламентот, каде што има див паркинг, каде што има човечки измет, каде што е ситуацијата катастрофа, каде што дури пратениците се паркираат по околните тревници. Видете тука како изгледа. Значи се е под конец, од сите страни
државното знаме. Ова е практично од страната самото собрание. Цревниците како што треба. Патеките со асфалт, не со ние ружни бекатон плочки кај нас што ги стават и кај што треба и кај што не треба, скоро нигде не треба со тоа песокот измеѓу и прашините што летат. Еве го. Словеничкото собрание. Сега ќе ви покажам како изгледа од напред. Вака треба да изгледа највисок државен објект во една сериозна држава. Не само за роденоста, не само за самиот објект и околината, не само заради знамињата, практично овие се знамињата на Европската Унија. Туку што е карактеристично? Како што може да видите, околу нема билборди, нема големи рекламни паноа, само споменици и знамиња. Зошто? Заради тоа што ова ја символизира државата. Во Скопје, за жал, кога ќе застанете пред собрание, видите околу како изгледа, полно е со рекламни некакви си паноа, полно е со билборди, практично изгледа како некој околина на некој ефтин шопинг мол. Визуелно испраќа навистина многу силна порака за тоа колку е сериозна државата и колку си ги почитува своите институции. И за разлика од македонскиот парламент, тука ги нема оние железни југословенски метални барикади, покрај тоа што сите оние кои што следат словеничка политика, претпоставам дека знаат тука многу често дека има протести, се пастуваат полициски барикади кога треба и веднаш потоа се отстрануваат. Кај нас скапуваат така со години, правевме 100 прилози за тоа, на никој ништо не му смета, цитираме лабаво напред. Стигнавме, ова се дел од факултетите, исто во центарот на Љубљана, дел од Љубљанскиот универзитет. Вака изгледа факултетот за фармација. Се е чисто, средено, од диви депонии, нормално срам е ни да помислам, а не пак да се случи. Овие не ја живеат таа реалност. Веднаш до фармацискиот факултет е факултетот за радио, телевизија, драма и филм. Повторно ќе кажам, ништо луксузно, ништо спектакуларно, едноставно, уредно, пристојно, достоинствено. Достоинството тоа што највеќе нас не фали. Дојдов од другата страна, не случајно, се сеќавате на едно видео пред околу 2 недели како изгледаше околината на универзитет на УКИМ и тоа срамно што се случуваше тамо. Да не гледаме само од напред што се случува тука и дека се е средно, да видиме позади. Не сум изненаден. Чисто, уредно, се селектира отпад, уреден паркинг простор, клупи за одмарање, убав требник, стари зидини кои што физички го одвојуваат кампусот, односно факултетите од околните згради. Како и во цела Словенија, знамињата сегде им се поставени, тука нема дилема. Ние со прилози се мачевме на министерствата да ги ставиме у Скопје. Да видиме сега како изгледа нивната универзитетска библиотека. Нашата е национален срам, веќе видовме. Да видиме како словенците вложуваат во своето образование и како се грижат за оној дел од нивната нација, кој што ќе треба да продолжи да ја води Словенија напред. Словеничката универзитетска библиотека. Еве го објектот. За стилот нема да зборуваме, различни се од нашата универзитетска библиотека, меѓутоа правиме споредба на опкружувањето и уреденоста. Практично не може ни да се спореди тоа што гледаме во Скопје. Еве ги скалите тука, знаете во Скопје беа со измет намачкани. Тоа е разликата практично. Оваа населба сега кај што се движаме некои 4-5 км од центарот на Љубљана, се вика Фужине и не е избрав случајно. Интересно е што многу потеќе да речеме на Скопско Ново Лисиче, згради градени во 80-тите, ајде социјалистички стил, за време на Југославија, какви што многу често ги гледаме во Скопје. Меѓутоа кај нас се со доградби, надградби, изљупени со реклами. Сакав да ви покажам тука како изгледат истите такви згради. Сега замислете дека сме во Карпош 3 или 4, или во аеродром или во Лисиче. Зградите слични. Меѓутоа, прво што приметувате, ѓубре нема нигде. Контейнерите уредни за селекција на отпад, органски отпад, стакло,
амбалажа, пластика и така натаму. Пред секој влез пристап за инвалиди, паркинг за точаци. Ова е честа гледка да локалните жители што живеат во овие згради сами си ги средуваат дворовите, а не чекаат само од општина. Ова во Љубљана и во другите градови можете многу често да го видите. Вака треба да изгледа секоја скопска населба. Тука апсолутно нема ништо луксузно. Нема, не знам какви фасади прекрасни социјалистички блокови, меѓутоа чисти и уредни. Тоа е таа елементарна пристојност за која што зборувам цело време и што треба да ни биде нашата цел. Овие стари згради се обновуваат, гледате дека фасадите им се прават. Дел од зградите, да речеме 30% веќе се обновени. Нешто што сакаме да го видиме во Скопје, каде што некои населби сепак се работи на фасадите, меѓутоа тоа што најмногу не боли е што центарот на градот, не зборам само за оние згради кои што сакаат да ги направат барокни, туку и оние обични згради, да речеме, кои што живеат луѓето, фасадите им се во катастрофална состојба, гледаме дека тука интензивно се обновуваат. Тоа што е исто добро за разлика од нас, што пред сите згради автомобилите, колите се правилно паркирани, сите места се обележани и практично е невозможно да се најде автомобил или кола паркирана на место каде што за тоа не е предвидено. Ова е локална детска градинка и тоа што е особено важно, ваква дискусија имаше кај нас пред сите образовни институции, дури пред градинките, словеничкото знаме секогаш стои и тука нема апсолутно никаква дилема. Практично тоа не може да се изостави никогаш и нигде. Пред секоја зграда има столчиња и интервенцијски пат кој што е наменет исклучиво за брза помош и за пожарна. Тука апсолутно не смее никој да се паркира и да се паркира, верувајте дека луѓе што живеат тука за неколку минути ќе реагираат. Со овие работи, за разлика од нас, за жал, во Словенија нема апсолутно никаков компромис. Ова е било се од Љубљана, ова видео може би било корисно во пресрет на кампањата за локалните избори, да не се занесуваме со многу големи работи, туку да научиме најосновните работи, најелементарните како се прават. Уште еднаш ќе кажам дека нема подобар пример за тоа од Словенија, каде што во овие населби, кои што се многу слични на скопските населби, е буквално се под конец. За ова не треба ни многу пари, за ова не треба не знам какви проекти, ова е таа елементарна пристојност која што мора да ја добиеме доколку сакаме да бидеме нормална држава и да не служиме за потсмев на сите. Како новинар имав неколку пати можност да посетам градови кои што се или кои што биле во војна. Пред околу години пол бев во Киев да видам како градот функционира во војни услови. Бев во Сараево, во кое што во 90-тите години претрпе една навистина жестока војна и големи разорнувања. При сите овие посети доживував еден личен пораз, а тоа е што можев да видам дека во такви воредни услови овие градови функционираат подобро, се почисти, поорганизирани од мојот роден град Скопје. Ќе го земам првен за пример Сараево, кој што во 90-тите години претрпе едни катаклизмички настани со многу жртви, со многу разорнувања, меѓутоа денеска кога ќе отидете во Сараево, тоа е почист, поорганизиран, поурбан град од Скопје, така што во тие години на војна додека тој град се разорнуваше, ние во Скопје го имавме најдобриот ноќен живот на Балканот и можевме непречено во мирнодопски услови да се развиваме и да направиме нешто добро за нас. Исто беше и во Киев, кој што за време на војна беше далеку почист град од Скопје. Денеска сум во Вуковар, град кој што на почетокот на крвавиот распад на Југославија претрпе едно големо разорнување, практично не остана цигла на цигла што види народот во градот. Меѓутоа погледнете како изгледа денеска. Градот е комплетно реновиран, полн контењер или дива депонија, тука е целосна мисловна именка. Фасадите се реновирани, зеленилото уредно. Државното знаме хрватско практично поставено на сите важни места. Практично ова е во центарот на градот. Можете да видите колку е се уредно, чисто, спокојно. Еве го и кеот. Во Скопје, знаете, мини урбана револуција моравме да кренеме на социјалните мрежи да се исчисти. Мене ми е криво заради тоа што ние во Скопје имавме многу долго време
на рад што се вели, да направиме нешто со себе. И што направивме? Додека овие народи тука војува и се борува за своето, ние бевме привилегирани за наша среќа. И можевме да направиме од нашата држава прекрасно место. Меѓутоа, после 30 кусур години, сега можеме само да сонуваме за толку чист град како што е, да речеме, Вуковар или Сараево или Киев. И практично станавме многу назад во споредба со нив. И на клубите нема шкртаници, односно ова нема никакво ѓубре, се е чисто уредно. Ништо луксузно, ништо спектакуларно. Само одржувано, ништо повеќе. Вака изгледат градови кои што се сакани. Што кажав, има и делови кои што се уште не се обновени и сведочат за војната, исто во центарот на градот. Погледнете. Тие дупки што гледате се од куршуми, остаток од војните 91-92. И уште една таква зграда уништена во војната, оставена како туристичка атракција. Меѓутоа, од другата страна на улицата, погледнете ги фасадите. Не висат клима уреди со црева, нема реклами, нема кладилници, нема брзи кредити, нема коцкарници. Нема преполни контењери. Добро, и ова го најдов да бидам искрен, меѓутоа ова не е правило, туку е исклучок. Сепак барам елементарна пристојност. Коритото на река во град со 20-23 жители и споредете го со тоа во Скопје. Додека во Скопје се молиме буквално да се офарбат пешачките премини, на многу места тие се безбедни. Во Вуковар, поствоен град, на периферијата на Хрватска, самите пешачки премини се обележени со LED диоди кои што светат така што да можат да бидат пешаците да бидат безбедни. Едноставно се гледа дека луѓето тука си го почитуваат, искрено си го сакаат градот, а и тие што раководат со него. И покрај тоа што има овој град многу тешка судбина, очигледно љубовта за убавото и за нивното е многу поголема и поради тоа Вуковар има таква трансформација. Така што можеме и од хрватите нешто да научиме за тоа како се сака и како се почитува своето. Добро утро на сите, и покрај тоа што имаме тумурно едно скопско утро, има една голема причина зошто јас, а претпоставам и вие, треба да бидете задоволни, а тоа е што по неколку години јавни апели, критики, молби, поплаки, конечно почна да се уредува дворот на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во срцето на Скопје. Веќе кажавме многу пати, нашата најдобра, најголема и најважна библиотека. Сега ќе ви покажам во 1-2 минути на што точно се работи. Овие лимови се очигледно од работата на дел од фасадата и во внатрешноста. Меѓутоа, скалите, кои што многу пати ги снимавме, кои што беа буквално јавен тоалет и со измет, сега се измиени. Не е исчистено дока, меѓутоа почна да се работи. Голема промена има пред самиот влез, што е за делот за дигитализација, а тоа е хортикултурно уредување. Ова до пред неколку дена беше буниште, сега полека заличува на еден нормален, убав простор. Треба да се поздрави почетокот на работите. Гледате кај бетонските патеки кои што беа целосно обраснати со вегетација, полека се чистат. Ѓубрето не е уште собрано од сите места, меѓутоа тоа е разбирливо, претпоставам дека ќе треба да има повеќе денови работа. Исто така и тревата искосена. Навистина многу малце треба се да изгледа елементарно пристојно и затоа ми е многу жал и буквално ме боли кога гледам колку сме немарни за своето и колку малце треба нешто да изгледа побаво. И сега некој ќе рече, ајде што тука 10 цвеќиња и 10 грмушки насадили, сега ние сите треба да паднеме во незас. Не е така. Мораме овие мали чекори да ги направиме. Не знам дали сите се сложуваат со мене, меѓутоа мислам дека малите победи се многу важни за секоја држава. Ова е мала победа за нас како јавност, што успеавме со притисок да направиме некакви промени. Овој систем ни успеа и во кеот на Вардар, кој што го расчистија со багери од ѓубре.
ни помогна, тоест успеавме и платото пред владата да издействуваме да се промени. Алијата на великаните во градските градишта Бутел успеавме да се направи елементарна пристойна состојба. Сега сме на добар пат истото да го направиме и со Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, нешто што има објект кој што има навистина големо национално значење и што има голема символика за нас како држава. И на главниот влез на библиотеката, тие требишта што беа тука се исчистени. Се надевам дека некогаш ќе се смени урбаната опрема и дека овој простор кој ќе залечи комплетно ќе може да се употребува за поетско читање, за мали камерни концерти, за културни настани, бидејќи ова е еден објект, еден навистина архитектонски бисер со кој што сите треба да се гордееме. Што не треба да правиме во оваа ситуација? Не треба да се обвинуваме зошто се чекало до сега, а мораше толку критики, толку години да почнете нешто да работите. На тој начин само ќе си га префрламе одговорноста што правевте до сега, каде бевте до сега, зошто не критикувавте до сега. Треба да ставиме една точка, една граница и да видиме тука што ќе правиме понатаму. Од тоа што можев да го прочитам, овие работи овдека пред НУП ги прават вработените и покрај тоа што според нив на хартија е одговорен на други институции, односно на град Скопје, и заради тоа треба да им се честита и да ги помогнеме колку што можеме. Од срце им благодарам тоа што го прават. Секако не е секогаш само да се критикува, кога има некоја позитивна промена, треба и да се пофали, на тој начин да се мотивираат и вработените во другите државни институции или објекти од национален интерес, чијава околина е во многу лоша состојба, сами да почнат да се грижат за својот простор, бидејќи не рековме така ќе го менуваме чипот. А тоа е тоа што треба да го видиме и тоа што го гледаме овие денови пред НУП. Тоа е тоа. Да живее Македонија. Многу снимени видеа, има промена и пред собранието на Македонија. А тоа е дека старите полициски југословенски барикади кои што со години го наградуваа просторот, што практични физички го делува од граѓаните, конечно се тргнати. Ѓубрето подоздолу е исчистено и сега некој ќе рече ај голема работа тргнале полициски барикади, меѓутоа знаете како беше порано со оние лоши барикади кои што се местат само за протести, цело време беа тука поставени и навистина го градува просторот и дава некој впечаток дека целата држава е во нека воредна состојба. Многу видеа снимавме за тоа. Еве конечно сега се тргнати. Гледате просторот одма како изгледа поинаку. Ова прошетка сега тука скоро 10 на години беше невозможна, слободно се прошетете пред собранието. Сосема сум свесен дека кога граѓаните имаат проблеми со најелементарните работи, јавен превоз, загаден воздух, диви депони, вода немаат и така натаму, некој ќе рече ова не е најважната работа за која што треба сега посебно да се снимаат видеа. Меѓутоа, јас мислам дека состојбата во која што се наоѓаат најважните државни објекти и објекти со национално значење се многу важни. То тука почнува се, тука е центарот, ако тука се уредни, тој позитивен бран на уредност ќе се пренесува после на сите места. Токму затоа посебно внимание обврнувам на овие локации. Меѓутоа тука и покрај тоа што е трната оградата има многу работи кои што треба да се сменат еве во неколку минути што. Не треба трафалстаниците пред собранието да се користат како канти за отпадоци. Дупките на тротоарите пред собранието не да се пополнуваат со канти за некој човек да не се утапа, туку да земат да си ги асфалтираат. Вака не сме да изгледаат патеки и канделабри пред невисокиот законодавен дом. Испукани и раскршени жардинери, искршени столпчиња. Вака непропусно паркирани возила веднаш до собранието, исто така не сме да го гледаме. На вакви недефинирани предмети, направени од автомобилски гуми, пред собрание не има место, исто како што не има место на овие исушени грмушки кои што се непосредно до законодавниот дом. Мислам дека не сме сиромашна држава за ова да не може да си го средиме, а и ѓубрето под него. Ова мора веднаш да се среди. Што се однесува до неголемиот проблем, односно ѓубрето, мислам дека додека не поминат локалните избори веќе нема смисла што и да било да правиме, бидејќи немаме кон кого да насочиме пораката дека нешто треба да се промени. Имав неколку видеа снимени, едното е за реката Вардар, од Кондово до Желино и сите диви депони кои што се тамо, меѓутоа ќе го објавам кога ќе завршат локалните избори. Секако не сакам во ниту еден момент
во тек на кампања да ме пренесат во некој погрешен контекст што не го сакам, така што и по изборите ќе имаме навистина многу работа, она што кога критикуваме секако има потреба за тоа, меѓутоа кога и нешто убаво ќе се случи, многу е добро да го пофалиме и на тој начин да ги охрабриме сите дека промените се можат и дека овие мали промени се многу важни. За време на Втората светска војна, овдека во Пајкомало се случувале настани кои што можеби најдобро го отсликуваат стремежот на македонскиот народ и желбата после векови робство да има сопствена држава. Ќе ви раскажам една приказна која што претпоставам многу малку од вас ја знаат, меѓутоа е многу интересна и е тоа една моја можеби лична или фамилиарна приказна. Просторот позади археолошкиот музеј, ако се движите нека комерцијална банка, ќе видите еден мал објект. Тоа е практично влезот на старата куќа на дедо ми Серафим Видовски, првоборец, кој што за време на Втората светска војна со своите пријатели, својата електричарска работилница овдека во центарот на Скопје, каде што се наоѓал, да речеме, кај што било и седиштето на бугарската фашистичка полиција во тоа време, организирал илегална работилница која што за потребите на партизанските одреди успешно произведувала нагазни мини, експлозивни направи. Сега ќе ви покажам како изгледа тој простор денеска. Ова е влезот, најчесто за жал оваа врата е затворена бидејќи никогаш не сме имали интерес да посебно да ја покажеме нашата историја. Овие скаби надоле влегуваме во подрумот. Сега гледате ова еден мал симпатичен музејски комплекс. Ова е макетата на куќата на Серафим Видовски и објектот каде што мојата мајка израснала. Еве ги темелите на старата куќа. Тука била работилница, како што кажав, електричарска, се поправале разни работи. Меѓутоа навечер од превозот на ноќта се случувале едни интересни процеси. Се произведувале, да речеме, вакви нагазни мини, кои што потоа се употребувале во организираната борба против окупаторот. Радиостаници кои што биле поправани, разни радија. Многу често бугарската полиција влегувала во овој објект, имали информација, душници, претпоставам дека тука нешто се случува, меѓутоа многу пати не успеале ништо да најдат. Динамитите што ги чувал биле скрини во јаглен, кој што тогаш го користеле за грејење на куќата. Тука се уште е зачувана војната опрема која што ја користел. Сандаци со оружје кои што биле складирани овдека во центарот на Скопје. Заради ова своја работа дедо ми 3 пати бил апсен од бугарите, 2 пати завршил во затвор заедно со своите многу добри другари Коце Металец и Васил Антевски Дрен. За жал Дрен загинал во бугарските затвори, дедо ми успеал да избега и потоа повторно да се врати во Скопје и повторно да ја реактивира ова работилница се до 13 ноември, односно денот на ослободувањето на Скопје. Замислете го каков мотив имале овие луѓе, конкретно и веќе го земам примерот бидејќи најдобро го познавам со дедо ми Серафим, во куќата кај што живеело неговото семејство, да ризикува се во подрумот на таа куќа да организира ваква работилница, која што доколку била откриена би ги коштало живот, претпоставувам, сите членови на неговото семејство. Колкава била желбата за слобода, колкав бил поривот, конечно, по многу векови да имаме сопствена држава, односно македонскиот народ и сите други народи кои што живеат тука, меѓутоа првенствено македонскиот народ да има сопствена држава. Сонот дека после многу векови конечно ќе можеме сами да се организираме своја држава, да имаме своји институции, своји болници, своји академии, да можеме на локални избори сами да гласаме, да биде првпат во историјата сами да одлучуваме за себе. Таква шанса добивме, меѓутоа да видиме што правиме ние со нашата слобода. Колку многу го почитуваме тоа што овие наши предци, не само дедо, има и други луѓе кои што многу повеќе дале, некој живот дале и така натаму, како ние се сеќаваме на нив и како го градиме наративот за борбата и страдањата и жртвите кои што сме ги дале за слобода. Ќе го земам за пример ова мало музејче во срцето на градот. Прво што гледате, пред музејот на илегалната работилница има измет. Цвртите на десно, покрај скршените плочки, има големо количество на ѓубре. Самото објектче, самиот влез е уништен со графити. Влезот е превалкан и со коров е полн. Ако направите кругче, ќе го видите ова. Зошто го кажувам, зошто раскажувам оваа приказна? Бидејќи е навистина срамота како не знаеме и како не можеме да си го почитуваме своето. Кога конечно можеме да градиме свој наратив, кога имаме вакви приказни во центарот на градот, ние наместо тие да ги афирмираме и да ги користиме како како мотивација
на сите наши граѓани, посебно на учениците, дека за оваа држава вреди многу да се направи, ние оставаме тоа да биде една брука. Кога можеме сами да одлучуваме каков ќе биде нашиот простор, ние одбираме да биде вака. И за тоа се извинувам, меѓутоа никој не ни е крив. Ваквата немарност кон нашето се пресликува сегде. Наместо да направиме држава отворена, модерна, чиста, космополитска, со образувани граѓани, ние одлучуваме самите на себе да си го уништуваме нашиот идентитет. И тоа е нешто навистина тажно. Принципот на негрижа кон овој музеј, се извинувам што го земам сега само овој за пример, бидејќи највеќе сум запознат, морам од негде да ја градам приказната. Примерот за негрижата за овој музеј се пресликува за негрижата на целиот простор, се пресликува за негрижата за околината на собранието, за околината на владата, за околината на Народната и универзитетска библиотека. Практично сегде мора да научиме да се сакаме и да се почитуваме. Првата локација ни е Скопско Кондово. Веднаш до селото може да видите дека има ненормално многу ѓубре, веќе ова никој не го изненадува. Во оваа депонија до селото е реката Вардар. И сега многу е веројатно дека сите оние пластични шишња што ги гледаме во центарот на градот, кои што никој не ги средува, доаѓаат практично и од оваа локација. Гледате како сметиште пред влезот на главниот град на државата. Значи, кај да погледнете е ѓубре. Ваква река во Европа не постои. За жал, не можеме да се справиме со овој проблем. Може некој да не се сложи со мене, меѓутоа треба да побараме помош. Ето на Вардар, во близина на Расче, изворите за питка вода на Скопје, го најдов и овој морав да го снимам практично. Ова е во неубавите делови на Македонија, изворот Расче, заштитено подрачје, каде што треба да биде се уредно, видите колкава депонија има. Тамо право е реката Вардар, видите во што си ја претворивме државата. Меѓу селото Јегуновци и Радуша сме. Тука десно од мене е Вардар. Видите како се загадува нашата река. Погледнете оваа депонија што завршува директно во водите на Вардар. И сега овие пластики што ги гледаме тука, по течението на Вардар, малце кој ќе се зголеми нивото на водата, ќе си дојдат у Скопје и ние после да не се чудиме од каде ни е проблемот. Сега практично се наоѓаме негде помеѓу селата Сиричино и Желино. Вардар поминува покрај Желино да видиме тамо каква е ситуацијата. Меѓутоа видите што сме направиле во природата помеѓу овие две села. Поред целиот пат, колку и да се движиме, гледаме само ѓубре. Миризбата не мора ни да ви кажам каква е, претпоставам. Меѓутоа, ова што си го правиме самите себе, тоа е... Мислам, погледнете, кај да се свртите само ѓубре. Ова не е нормално, ова не е нашата Македонија и не смееме никогаш да се помириме ова да е сликата за нас. Неверојатно, не ни помислов дека до толку може да е. Просто неверојатно. Еве Македонија, библиска земја, членка на НАТО. Пораз. Стигнавме во Желино, да видите тука како изгледа Вардар. Ево брегот на реката. Ѓубриња. И малце погоре сликите навистина нереални. Значи тука се фрлат еписони, на кои што не му треба се завршува во нашата неголема река, опеана во многу песни. Од другата страна не знам колку може да видите, има и некоја табуретка, двосет, што и да е. Жална слика. И повторно ќе кажам, сите овие ѓубриња ги снимавме нели во неколку други села и во Кондово. Не е само тука, има за жал и во Скопје луѓе што фрлаат ѓубре. Меѓутоа, секако тоа кој ќе се собере резултатот е навистина поразителен, а најпоразително е како надлежните со ова не се занимаваат. С моја проценка дека ова е доволно да се прогласи еколошка воредна состојба, да се побара помош и од некој од надвор ако треба да се среди. Мислам, овој претходните видеа дефинитивно не ги направи за сега сите ние колективно да викаме колку не бива најодвратна земја и така натаму. Туку на овој начин пробуваме да детектираме проблем, а прв
чекор за да се реши било кој проблем да се признаеме дека го имаме, ние дефинитивно го имаме. Според мене Македонија е едно болно општество, а сите овие работи што ги снимавме се само последица на или симптоми на тоа болно општество. Мислам дека сите ако го насочиме притисокот кон решавање на овие работи, ќе биде прв чекор за Македонија првен да ја направиме пристојно чиста, веќе кажавме дека тоа е чекор број 1. Доколку ние го правиме притисокот сите кон политичарите за ова да се реши, резултатите мора да дојдат. Многу е важно да се направи вистински притисок и конечно Македонија да не биде држава за подсмев, нашите најубави реки што ни се единствени големи што ги имаме да бидат нешто со што ќе се гордееме, бидејќи имаме навистина огромен потенцијал Македонија да биде една прекрасна земја, бидејќи е преубава едно навистина пристојно место и овие поразителни слики кои што ги гледаме секојдневно едноставно да ги заборавиме и да бидат едно лошо црно минато кое никогаш не треба да ни се повтори. Добро утро на сите. Пред неколку денови заврши големата акција за чистење на главниот град, нешто што сите го очекуваше и беше повеќе од потребно. Ќе направиме една кратка обиколка во строгиот центар на градот да видиме како е реално состојбата сега. Меѓутоа, најнапред ми дозволите од ваше име да се заблагодарам на сите оние работници кои што изминативе денови под дожд влегоа тамо каде што никој од нас не би влегол, претпоставувам директно, и го чистеа сето она што беше извор на зарази за главниот град. Луѓето ги следев овие денови, влегува на такви места, буквално измет чистеа од строгиот центар на градот и мислам дека сите треба да бидеме благодарни до нив тоа што го направија, да им се заблагодариме јавно и да им порачаме дека со иста таква љубов кон градот очекуваме и во наредниот период да работат. Како што кажа, во 1-2 минути сакам да поминеме неколку точки низ градов кои што беа критични и со тоа да им помогнеме на надлежните кои што имаат голем ентузијазам за средувањето на градот, истиот да го одржат и да поработат, како што кажав, од ниво 0 полека да влегуваме во ниво 1 на цивилизацијски развиток, односно состојба на градот. Пред нас овој објект е феудална, така наречена феудална кула, не знам колку од вас знаат, меѓутоа таа е изградена во 17 век и во секој нормален град ова би била една локација која што би била секако магнет за туристите. Ова е феудалната кула, еве што има пред него. Канти и купишта со отпад, овие канти вака се, верувајте, со месеци стојат, надлежните наставно мора да ги исчистат овие работи. Пред самата кула има еден ограден простор. Ова е едно мало светилиште, не знам колку од вас знаат, и е во чест на Тоше Проевски. Ај што е затворена, видете како изгледа внатре, колку е се балкано. Значи, одвратно изгледа, и да речеме ова што се искршени плочки, тоа ќе треба време да се направи, меѓутоа ѓубрето мора да го исчистиме. Човечки измет. Видете го ова. Спомен куќата, висока државна установа и видете додола што има. Просто нереално, ова тука е таложено со години и повторно ќе кажам, не се наоѓаме во некој запуштен дел од градот и сега да бараме што викаат влакно во ето, туку ова е во најцентралниот дел, метрополата на главниот град на Македонија. Главната црква пред која што сите се сликавме, нели? А видите што има од другата страна. Стари дрва, ѓубриња, домот на РМ, земјата членка на НАТО е една голема дива депонија и тоа е посебна приказна која што ќе работиме. Катастрофа, реално. Стара полициска барикада, човечки измет, тука нешто бесено, ѓубре на сите страни, некое старо табло или што е ова што веќе никој ништо не представува, едноставно се стои, и валканици. Ова е позади собранијата, да немате дилеми. Пред собранија се наоѓа еден споменичен комплекс, да кажам, кој што е посветен на сите оние кои што го дале својот живот за државата. Сите го знаеме како споменикот каде што имаше вечен оган. Што се случува тука? Оган секако веќе со години нема, меѓутоа срамо да биде поголем е што во средниот дел е јавен тоалет. Се уште. Се извинувам што ви покажувам гадости, меѓутоа тоа ни е реалноста. Ѓубре, човечки измет над 100 метра од собранието. Влажни марамици, измети тука, значи пазете, државата инвестирала наши пари за да направи нешто што како нација ќе дадеме почит за сите оние кои што во историјата дале нешто за Македонија, дале жртва. Ај што не го одржуваме, туку ние дозволуваме во срцето на градот тој да биде полно со измет. Вакво самопонижување не може ни Грк, ни Бугар, ни никој да ни направи. Ова си го правиме самите себе и вака е со години.
апелирам ова место подхитно да се среди. Ако мене ме прашува, како што немам никаква власт во оваа држава, вечниот оган тука ќе биде 24 часа ќе гори. Државното знаме ќе биде тука наместено и гардата тука ќе биде поставена. Ќе биде туристичка атракција и ќе стане на табла да се знае зошто е ова важно. Вака е недефинирано, скапо направено, мермерно, јавно WC, кое што за нас, кои што си сакаме ова држава, не му сведочи за тоа колку сме само деструктивни изминативе години. Мора да го промениме ова, едноставно мора. Ајде да видиме сега како е околу плоштадот и околу камениот мост. Стигнавме до плоштадот Македонија, луѓето тука се уште чистат со вапови, тоа не можам да ја објаснам колку многу ме радува. Меѓутоа видите што се случува непосредно до плоштадот на 10 метри од него. Срце на градот. Човечки измет. Одвратно. Тоа што е руиниран подот нема ни да го зборувам. Тоа е ниво 3, сега зборуваме за транзиција од ниво 0 до ниво 1. Видите ги кантиве. Ова е на 20 метри од плоштадот Македонија. Долго време вака, очекуваме дека ова набрзо ќе се промени. Бидејќи ова е брука, дебак. Ова не смееме да си го дозволуваме. На кој му текнало по куќнина тука да фрла, генијално во секој случај. Овој дел од камени мости кеот е светнат, секоја чест, значи алал да ви е, браво. Темелно, убаво како што треба. Секоја чест. Под сводовите се уште валкано, нешто што е чистено тука останато, песок има, нешто измет ситно, ама има уште работа. Островот на срамот сред Вардар веќе го нема. Проблематичен е другиот крај, ќе ви кажам зошто. Прво, се користи како див паркинг. Значи под сводовите на мостот кој што ги има на грбот на нашиот град, значи ова е нашиот најстар, ова е споменик на културата од прва категорија, се користи како див паркинг. На грбот го имаме мостот, затоа е толку важен. Ќе се свинам сега под него да видите што има. Ѓубре нормално, меѓутоа под сводовите се уште имаме измет. Ќе изгледа модно, не се сидел што мирица катастрофална. Позади споменикот, од канти некои стари отпадоци, некои добро гениална идеја дека тука треба да се стават, некој под него уште по-гениална идеја за ѓубре да се стави, некој вишек му било стакло, си го потпрел тука, тоа што било некој осветлување лед, како што гледам, што се скапи, платени со наши пари, скапуваат и веднаш до споменикот на светлите, јавно WC. Надреализам, чист. Тука некој дете може и нога да искрши, значи има навистина многу работа има. За Македонија да стане елементарно пристојна држава, да речеме дека треба да има 10 нивоа на развој. Ние моментално со тоа што се случува изминатава недела во Скопје почнуваме да се движиме од ниво 0 кон ниво 1, а тоа е елементарна базична пристојност. За да бидеме нормална, современа, модерна, космополитска држава на образовани граѓани, на добри институции, треба 10 нивоа да поминеме. Меѓутоа се надевам дека со овие кратки видеа им помагам на надлежните да го санираат тоа што едноставно мора да го санираат во најкраток можен рок. Односно побрзо да стигнеме до ниво 1, а потоа ќе разговараме како и да стигнеме до ниво број 2. Ајде, ако е тоа можно, временски секоја недела барам по едно видео ќе направиме, ќе почнеме од срцето на градот, од најважните работи, од државните институции, па така ќе се движиме понатаму кон периферијата и се надевам дека со тоа ќе бидеме корисни, со ваша поддршка, побрзо Македонија да направиме елементарно пристојна држава. Добро утро на сите, се надевам дека ова ќе биде едно од последните видеа кои што ги снимаме за ниво 0 на развој, односно проблемите што ги имаме со ѓубрето во Скопје, зборуваме претежно за центарот во градот и зборуваме за големи диви депонии. То почна да се случува процесот за кој што предупредував дека ќе се случува, тоа е дека сите оние диви депонии, претежно во општина Центар, кои што за време на кампањата за локалните избори се расчистува, почна повторно да се формираат. Во неколку минути ќе ви покажам дел од нив. Првата голема депонија која што повторно ни се формира е практично во центарот на градот. За сите тие кои што можеби не се од Скопје, еве го стадионот. Позади оние дрва таму позади зградата на владата на Македонија не се гледа. А овдека е огромна дива депонија, еднаш исчистена како дел од кампањата за локалните избори, меѓутоа
повторно ни се формира. Брда од градежен шут и отпад кој што повторно ни се собира. Овие слики навистина не ќе повторно да ги гледаме, бидејќи е една жива срамота за сите нас. Каде и да се завртите, само ѓубре. И пак гледки на диви депонии. Погледнете. Ова е организирано фрлање на отпад, не е тука некој да поминувал и нешто да джитнал, тука со камионче, со било што се фрла ѓубре организирано и мора да се најде начин ова да се стопира. Видите колку е валка на се. Колку и да се движите, само ѓубре ќе гледате. Стадионот, националниот стадион, додиме во Тирана да видиме дали околу нивната национална арена изгледа вака. За ова не може да си бараме оправдување, ова мораме веднаш да си го средиме. Одиме сега кон една друга локација, пристигнав пред УКИМ, тоа е во околината на нашиот најголем универзитет и тоа што го видов е навистина се срамам искрено да ви кажам. Еве го факултетот. Еве салата на УКИМ која што многу пати ја снимавме. И еве стара новата депонија. Повторно ни се појави. Ова е во центарот на градот, практично до нашиот најголем и најзначаен универзитет. Вака во слободна, суверена и независна Македонија, по сите апели, по сите драми, по сите перипети, повторно изгледа околината на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Предупредував дека повторно ќе ни се формираат овие депонии. И тоа се случува. Не дека јас сум многу паметен, туку едноставно тоа е логиката, дека тие кои исчистиш и продолжат сите да се фрлат на тоа место, бидејќи таков е системот, повторно ќе ги имаме овие погледи и призори. Салата на УКИМ, дворот. За мене ова е национален пораз. Може ќе ме критикуваат, ама не можам, така го доживувам искрено. Ова е булеварот Александар Македонски, околината еве ви, да видите. Критична локација број 3, меѓуградската или меѓународната автобуска станица во Скопје. Катастрофа. Ова се е ѓубре. И ова е во самото срце на градот, под железничката станица, местото од каде што најголем дел од туристите кои што доаѓаат од Скопје, кои што сакаат да ги посетат другите градови, од тука тргнуваат или доаѓаат. Паркингот е приказна за себе. Целиот паркинг е превалкан. Ова е меѓу општина Центар и општина Аеродром. Изгледа катастрофално. Еве го и погледот на црквата и еве доздолу што имаме. Центарот на Скопје сум и ова е нешто што исто така мора да се поправи. Видете го ова. Министерството за енергетика, државна институција, музеј на град Скопје. Главниот музеј на град Скопје. И погледнете доле. Ова мора да се среди потхитно. Исто така тажно и ова ми е неверојатно и вака е со години реално пред музеот на град Скопје, едниот од главните музеи во градот имаат автомобили паркирано. Многу ми е мило што во центарот на Скопје пред камениот мост и коридорот на Вардар е во значително подобра состојба, тоа навистина многу искрено ме радува. Можете да видите како е сега. Се сеќавате, претпоставам, на сите оние снимки кои што ги снимав во текот на летото во месец август, токму оваа локација како изгледаше. Беше буквално со острови направени, со треви, со ѓубришта, со премногу ѓубре, една навистина поразителна слика, скалите обраснати со трева. Сега сликата е сосема поинаква и чистено е навистина во едно елементарно пристојно ниво, нешто што треба да се одржува и секако да се надградува. Овие сводови беа полни со човечки измет. Сега наместо тоа има канта и метла, опремата на луѓето што чистат. Тука веќе не мириса толку лошо, ни ситно, ни крупно нема измет, така што ова е една позитивна промена која што треба да стане пракса, правило, а не исклучок. Одлично. Сепак мора да ги средиме овие работи. Видете што е на сводовите. Вистински мали мини депонии. Еви од другата страна. Значи сите што ќе се наведнат тука да го видат, ќе го видат тоа. Искрено се досадив сам на себе да зборувам за камени мост, меѓутоа овие работи не може да се премолчат. Ова мора потхитно да се среди. Ова е символот на Скопје, на нашиот град. Целиот камени мост ни е унаказан со графити
Затоа сакам да снимам едно посебно видео, меѓутоа тоа не е и надлежност толку на град Скопје, тоа е на Министерството за култура, имаат посебно тело тамо, така што тамо ќе треба да го насочиме притисокот. Тоа што е важно, уште нешто ќе повторам, се надам дека овие видеа ќе помогнат малце на надлежните побрзо да излеземе од ниво 0 и да се движиме кон ниво 1 на развиток на нашиот град. Има позитивни промени, има посебен фокус на ѓубрето. Тоа е многу добро и за поздравување, сепак моја задача како новинар е тој процес да го одржувам колку што може жив, бидејќи се работи за наше добро и на тој начин ќе си покажеме сите вистински во пракса како си ја сакаме државата и градот. Карев, извини, толку не бива оваа наша генерација. Уште еден пример како не знаеме да се грижиме за своето. На 26 април 1905 година четата на Никола Карев, движејќи се од Бугарија кон Крушево, преноќила во селото Рајчани, кој се наоѓа на околу 2 километри од местото каде што се наоѓам сега. Било предадено и започнала борба со турската војска. Следниот ден, на 27 на ова место, во местноста Свиланово, бил тој убиен. По тој повод, пред околу 10 години, државата Македонија реши на ова место, каде што убиен еден од нашите најголеми револуционери Никола Карев, да изгради еден спомен парк, кој што ние, како држава, ќе може да одадеме почит на нашиот револуционер на местото каде што тој е убиен. Сакам да ви покажам како денеска, во 2025 година, изгледа тоа место и овој комплекс за нашиот револуционер. Ова претпоставувам е паркингот. Сега може да видите дека е целиот комплетно обраснат со трева, изгледа тотално запуштено. Оваа комплетно уништена и изљупена табла практично е објаснување за целиот комплекс тука. Меморијален центар Никола Карев, село Рајчани. Еве како изгледаше пред 10 години, многу убав уреден простор. Еве го денеска. И ова е во слободна и суверена Македонија, значи ова е производ на нашата незаинтересираност да се грижиме за своето. На ова место згаснал животот на првиот претседател на Крушевската република, со кое што ние се гордееме. Еве како изгледа меморијалниот парк во таа чест на овој човек. Нема ништо многу да се коментира, сликите најубаво говорат. Нашата денешна генерација е школски пример за тоа како не се почитува своето. Еве ви полне со измет. Плочникот е целосно обраснат. Канти со ѓубре. Клупите уништени. Знамето со сонцето од Кутлеш, гледате дека е целосно уништено и избледено. Целиот комплекс е во една трагична состојба. Комплетно запуштен. Погледнете. И оваа негрижа за своето се случува во период кога нашиот македонски идентитет, историја, па и народните херои и револуционерите се под напад на други држави. Еве го местото каде што тој загинал, еве околината. Ова претпоставувам било замислено како мал амфитеатар каде што учениците од Македонија ќе дојдат со своите учители или професори, било што, ќе учат за Никола Карев, за местото каде што тој бил предаден и убиен, да научиме нешто од историјата, навистина убаво замислено. Меѓутоа, видете во што е претворено. Ова е срамота за сите нас. И не сакам да звучам провокативно или некого да навредам, меѓутоа, ајде малце се запрашаме како ќе изгледаше овој меморијален парк доколку се наоѓаше, да речеме, во Бугарија. Сакам да кажам дека никогаш не е доволно само да зборуваме за нашата, колку ние се грижиме, колку ги сакаме нашите и народни херои и револуционери, туку колку навистина се грижиме за нив. Овој парк најдобро символизира дека ние целосно сме незаинтересирани за нашето. Овој патерн на негрижа на нашето го гледаме практично на сите места во државата, можеме да го видиме ако сакате околу библиотеките, околу универзитетите, околу зградата на собранието. Практично еден систем на незаинтересираност за нашето се принесува на сите полиња. Така и тука. Во комплексот има еден мал летниковец, напрен, претпоставам за луѓето да уживаат во него, со клупи околу и видите. Наоколу како изгледа. Целосно е запуштено. Јас сум прв пат тука, искрено да ви кажам, и природата е преубава и само тоа е дополнително ми прави да ми биде жал дека оваа прекрасна земја која што толку многу дала е
толку многу наши предци се бореле за оваа земја и елементарна почит да не можеме да покажеме, тоа значи дека нешто длабоко не е во ред со нас и мислам дека треба да си признаеме дека мораме нешто да менуваме за работите да тргнат напред. Тоа што цел време го зборувам, дека мораме да научиме сами да се почитуваме, за да може било кој друг да не почитува. Ова што го гледаме тука е еден типичен пример за непочит кон своето. Тој што е одговорен, нека се замисли. Искрено сум песимист дека некој многу ќе се засекира за ова. Карев, извини, толку не бива оваа наша генерација. Сега помалку или повеќе вакви места што се важни за историјата на државата има во повеќе места, во повеќе градови. Многу е лоша ситуацијата и со Македониумот во Крушево, кој што е, знаете каква лоша состојба, се најавува дека ќе се реновира. Меѓутоа мислам за нешто реално да се промени, дека ќе треба да се ангажираме сите. Толку ми заради тоа мислам негде по новогодишните празници да организирам една, да речеме, користејќи ги дигиталните алатки, нешто што ќе наликува на подкаст, меѓутоа нема да биде подкаст, меѓутоа ќе биде платформа кај што ќе бидете сите вие вклучени со сите проблеми кои што ги имаат на општините. Многу од вас ми праќаат многу фотографии од депонии, треба Александар вамо да снимаш, тамо да снимаш. Меѓутоа многу е важно на таа платформа сите оние места кои што мислите дека треба да се реновираат, поправат, што имате проблеми, да ги пуштаме тамо и на тој начин заедно да направиме притисок за решавање на нашите проблеми. И уште еднаш ќе кажам, тоа е со цел нашата држава да ја направиме елементарно пристојно место за живење. Колку ќе успееме, ќе видиме.